Денеска почнуваме на кратка серија, црквата за која ќе зборуваме, која е многу важна. Секој септември имам серија која се вика Мисија и визија, визија и мисија на Евангелска црква за следната година. И обично зборувам за некои работи кои сметам дека се многу важни за црквата. Не само за оваа локална црква, туку општо за црквата, но верувам дека се елементи кои Господ ги акцентира, ги дава како важни за ние да ги разбереме. И денеска ќе зборувам за неделните собирања. За неделните собирања, недела сабајле. Недела сабајле е многу важен аспект од духовниот живот, црквата. Недела сабајле е основата на заедницата во која сите ние припаѓаме, во таа Христова заедница. Почетокот на црквата е мисијата која е доверена на црквата. Ако знаете, ако го пратите календарот, ќе видите дека има еден празник кој се вика Духовден. Духовден е многу важен ден во календарот. А што значи тоа? Духовден е моментот кога Светиот Дух, Господ Бог го праќа Светиот Дух во горната соба кај што се собрани апостолите, тоа го читам во Дела 2 глава, каде што апостолите се исполнуваат во Светиот Дух и одат во мисија. Го проповедаат евангелието, ја проповедаат радосната вест. И тоа е на некој начин првиот ден од неделата. Веднаш после распнувањето нешто посебно се случува. Првиот ден од неделата, кој всушност е недела, не е понеделник, првиот ден од неделата е недела, се случува нешто многу важно. Вели вака, слушате што вика Јован, што пише Јован во неговото Евангелие, 20 глава, првиот стих, вели вака. Во првиот ден од седмицата, Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште додека беше темно и виде дека каменот од гробот е поместен. Што се случува во неделата, првиот ден од неделата? Се случува Христовото воскресение. И тоа е многу важен момент, затоа што го имаме Стариот Завет, имаме Старата објава, го имаме Законот и така натаму. Но Исус, воскреснувајќи во недела, дава и го објавува новиот завет кој тој го склучува со целото сознание. Подоцна во истиот текст, 16-17 стих, истиот ден, имаме тука се една трка после ова, Марија Магдалена гледа дека гробот е празен, таа оди кај апостолите и вика, телото на Исус го нема, што ќе правиме сега? Петар и Јован трчат на кај гробот и таму Јован фино запишува дека иако Петар прв почнал да трча, Јован прв стигнал до гробот, затоа што Јован бил побрз и тоа го пишува таму. Но Јован не влегол прв, влегол Петар. Го гледа дека гробот е празен и си одат зачудени зашто станува збор. Сепак Марија Магдалена останува на гробот и го оплакува Исус, го жали Исус. Отеднаш Исус се појавува позади неја. И вели вака, 16-17 стих, Исус и рече Марија, таа се заврете и му рече Равуни, што значи учителе. И рече Исус, не допирај се до мене зашто уште не сум се вратил кај мојот отец, туку отиди кај браќата мои и кажи им, се враќам кај својот отец и вашиот отец, кај својот Бог и вашиот Бог. Што е тоа што прво Исус си го кажува на Марија Магдалена? Што е тоа првото нешто што тој го кажува? Отиди кај браќата мои и кажи им. И тоа е многу важен аспект, затоа што ова всушност што го читам овде е првото послание кое Исус го има. Црковно се вика дека Марија Магдалена стана апостол на апостолите. Кога Исус ја прати да им каже на апостолите за радосната вест, таа беше првата личност од сите да кажува на други за воскресението Христово. Како резултат на воскресението, првиот ден од неделата, кој е недела, новозаветно се смета за денот Господов. Тоа е почеток на новиот завет, кој Господ го склучи со својот народ. И црквата од самиот почеток, првиот ден од неделата го смета како посебен ден, посветен за Господ Исус. Во Дела апостолски можеме да ја видиме и важноста на неделниот ден како посебен за младата црква. Во Дела 20 глава 7 стих вели вака: и во првиот ден од седмицата, кога се собравме да прекршиме леб, фактички кога Лука го запишува овој податок, тој не пишува нешто ново, тој само пишува некој фактичката состојба на црквата. Вели,
во првиот ден од неделата, кога се собиравме да го прекршиме лебот, тоа значи кога се собиравме да земеме причест, и така натаму, и така натаму. Првиот ден од неделата беше резервиран за собирање на црквата и прекршување на лебот. Всушност, црквата на почетокот секоја недела имала причест како послушност на Христовата заповед да се сеќаваат на него преку причеста за делото кое тој го направи на крстот. Преку причеста ти се сеќаваат на тоа како Господ Исус беше Божиот слуга, што е важно, кој пострада за светот. Самата причест е акт на служење. Не служење од Бог наместо за нас грешните кои сме во потреба од Христовото спасение. Секоја недела кога се собираме, ние велиме дека се собираме на богослужба. Не знам дали сте го слушнале тоа, дека се собираме на богослужба. На служење кое Бог ни го дава преку дарот на Светиот Дух. Иначе ние неделната литургија викаме богослужба. Се собираме на богослужба. Дали сте размислили што значи тоа? Богослужба. Еден од важните зборови кои постои во тоа име е служба. Секоја недела додека спремам проповедта, работам на Божиот збор, читам, спремам овој говор, ова проповед, секогаш морам да го имам тој контекст дека јас ја спремам ова проповед како служење на Божјото локално семејство во Евангелска црква Ајредор. Се молам, размислувам, читам, запишувам и имам оваа локална црква на ум. Во моето срце, во моите мисли, во душата. И во овој момент јас служам на заедницата со Божиот збор. Фани, додека води славење со бендот, таа со дарот и повикот кој е даден, од Бог служи на заедницата, со тоа што не води сите нас во славење на Бог преку Светиот Дух и даровите кои ни ги дава, ни служи нам. Дина, вчера, како домакин за ова неделно утро, ни служеше со тоа што одвои од своето време и сила да ни служи на нас, со тоа што наместо да местото сакаше да го направи уредно и денес дојде порано, да не пречека и да стави кафе кој убаво мириса сега, за која ќе дојдеме да мириса убаво и собрани во радост, со кафе во рацете, се благословуваме еден со друг, со радоста Христова која пребива во нас. Секој еден од нас. Тука дојдоа порано и кои Тање, кој не благословија со тоа што спремија дел од просторот. Црквата, ќе кажеме, е место на страво почит, место каде учиме за стравот од Господа. Но тоа е важно место каде го градиме карактерот на слуга Божи. Црквата е место каде имаме прилика да служиме еден на друг. Црквата е место каде има прилика да служиме на Бог. Или поточно да кажам, тоа е место на богослужење. Служење е важниот термин овде. Секоја недела сабајле. Зборот кој треба да ни дојде, концептот кој треба да го имаме тука кога ќе дојдеме, е служење. Се во контекстот на црквата е служење. Тоа всушност е моделот кој ни е даден од Господ Исус Христос. Оној кој беше најмокен, оној кој беше единствен, праведен и безгрешен, оној кој имаше право на се лиши сами од себе си, од се, оној кој имаше право да му служат, се лиши од своите права и кога најјасна слика за тоа што Господ Исус направи, беше моментот кога се препаша, кој ги изми нозете на своите ученици. Господарот, учителот, семоќниот Бог ги миеше нозете на своите ученици, на оние кои подосна и го оставија. Миењето нозе беше само пример за она кое тој го направи на крстот, каде што му служеше на целото сознание. Тој, Божиот праведен слуга. Се поврзано со црквата е во контекст на служба, на служење. Тоа подразбира понизност. Од тука почнуваме. Тоа подразбира понизност. Кога доаѓаме тука, дали доаѓаме со скрушени, понизни срца? Дали доаѓаме со став да им служиме на оние кои се тука? Дали доаѓаме со став и спремност да служиме на кој да треба? Тоа подразбира скрушеност. Тоа подразбира своеволно прифаќање на улогата на слуга. Апостол Павле самиот себе си ќе се нарече
роб Христов и слуга на црквата. Тоа е титула со која тој е посебно радосен да ја носи, да ја представува на секаде. Прашањето со кое треба да се соочиме ние е како во свет на човекови права, на права и привилегии кои нам ни следуваат, во свет во кој само на тоа мислиме и само за тоа се бориме, во свет во кој се бориме за удобност, па дури самите цркви кои ги градиме го отсликуваат токму тоа, удобноста која нам ни е многу важна и потребна, почнувајќи од кафето кое Дина го направи, се мачеше од Сабајле да го направи, до столиците на кои седиме, температурата на објектот, мирисот на објектот, светлото во објектот, се е внимателно одбрано за секоја недела Сабајле да ни биде удобно кога ќе дојдеме на богослужба. Како во таквиот свет ние можеме дури да размислуваме за концептот на служење. Понекогаш мислам дека се што е направено тука е направено да ни служи на нас, а не да служиме ние. Некога очекуваме кога ќе дојде се и амбиентот и луѓето да ни служат на нас. Како во еден таков свет ние воопшто можеме да размислуваме да им служиме на другите? Најчесто на оние кои не заслужуваат. Океј, Дина ни служи со тоа што го припреми објектот за нас, заедно со Икоитања, но што е со сите останати? Како служиме сите ние еден на друг? Првиот аспект на тоа да бидеме слични со Исус, а она што е целта всушност на христијанскиот живот, не е нашата ефтина светост или нашиот труд да бидеме многу добри христијани, колку и да се трудиме, па не е ни тоа кој колку разбира од Библијата, онака теолошки го разбираме тоа знаењето што го има од Библијата, туку првиот аспект кој го краси Божиот човек е токму аспектот на служење на Бог и на неговото семејство. Првиот аспект кој го краси Божиот човек, првиот плод, јас би кажал, на светоста е нашата спремност да служиме на Бог и да се служиме еден на друг. Понекогаш што е тешко да се слушне, затоа што сите ние имаме различни цели, различни дефиниции за тоа што значи да се биде добар христијанин. Некој од нас ќе тргнат по некаква едукација, читање, кој колку разбира. И обично тоа некој од нас знае да ги онака набилда малку повеќе, да се чувствуваат по-христијани од другите, по-спремни од другите. Некој од нас имаат, да кажеме, срце за хуманитарна работа. Некој од нас ќе обично луѓе со кои ќе зборам за христијанскиот живот, за животот во вера, обично луѓе ќе ми кажат: "Ама јас знаеш колку помагам. Јас знаеш колку сум помагал. Еве минатава недела седев со луѓе и зборував за животот како е ово. Вика, ние дониравме за Африка." И не окажуваат тоа да се фалат, не окажуваат тоа да се перчат со мене, туку кажуваат дека они прават нешто добро, они се трудат. И тоа е поентава. Многу од нас ќе влезат во тој пат некако да кажат, да докажат што значи да се биде христијанин. Во многу аспекти, кога ја читаме Библијата, посебно Јован 13 глава до 17 глава, тоа е последната вечер кога Исус поминува со апостолите пред да биде фатен. Тој на некој начин Јован го пишува тоа Евангелие со размислување дека на некој начин Исус им кажа на апостолите: "Ако све заборавивте до сега што се слушнале од мене, ова немојте да го заборавите. Ова е најважната работа што сега ви ја кажувам. Оваа вечер Исус им кажа: сакав да поминам со вас. Сакав оваа посебна вечер да бидам со вас." И таму Господ Исус им зборува многу. Но со што почнува Исус? Дали почнува со некоја старозаветна екзегеза, теологија, со што и да е? Дали Исус почнува со не знам што? Дали Исус им кажува: "Бе, се сеќавате ли колку луѓе ја нахранив со 5 лева и 2 риби?" Ви текнува ли на тоа? Ништо од тоа Исус не кажа. Всушност Исус не каже ни збор. Тоа е прво нешто што направи. Се препаша, го наполни легенот и почна да ги мие нозете на неговите ученици. Првиот аспект, најважниот аспект од христијанскиот живот е дали сум спремен да се понизам и да ги измијам нозете, да му служам на другиот. Дали сум спремен тоа да го направам.
Првиот аспект кој го краси Божиот човек е токму аспектот на служење на Бог и на неговото семејство. Ако мислиме дека е нешто друго, ќе ви кажам дека ако се однесува нешто друго, ние од оние во Новиот Завет што ги читаме како лошите момци, не сме ни блиску до нив, да знаеме повеќе од нив. Фарисеите во Новиот Завет беа оние кои го познаваа библискиот текст многу подобро од 90% во моментов пастори и теолози денес кои живеат на планетава Земја. Тие го познаваа многу подобро Божиот збор. По прашање на светиот живот, дали живеат свет живот, дали живеат праведен живот, јас само ќе кажам вака, они беа платени за да бидат добри. Буквално опис на работа. Ако ги прашате фарисеите, кој е вашата работа, кажат, мојата работа е да бидам добар. Отприлика тоа е тоа. Примаат добра плата за тоа. И тој беше работа. Они беа добри, служеа, па се молеа јавно. Па дава, значи они пресметуваат 10%, нели тоа што требаше се даде на црква, они пресметуваат 10% од све што постои. Но имаше еден аспект кој тие го заборавија. Кога Христос дојде на овој свет, тој не дојде да му служат, туку да служи и да го даде својот живот за откуп на многумина. Јас и ти треба барем да го рефлектираме животот на Исус, не животот на фарисеите. И најважниот критериум за таквиот живот не е кој колку знае, кој колку мисли дека самиот успеал да се изолира од светот, туку кој се поистоветува со Христовата улога на слуга во овој свет. И кој го дава својот живот за Христос и неговата мисија кон неговото семејство. Овде се наоѓа вистинскиот тест за нашата светост. Колку е важен денот недела Сабајле? Колку е важен тој ден? Колку е важно ова богослужење кое сега го имаме во црква? Колку е важно ова богослужење? Важноста на посетување на неделните богослужби можеме да видиме од самиот почеток. Као прво црквата се собирала, се собира, точка, недела Сабајле, го прекршуваат левот, го слушаат Божиот збор, се молат и така натаму и така натаму. Во продолжение во неколку века подоцна, на еден од тие вселенски собори, тоест на 2, на 5 и 6, црквата ја гледа недела Сабајле како многу важен аспект. И слушате што пишува овде. Вели вака, на тие два собори потврден е еден декрет. Црквата тоа го одлучила, вели вака. Кој без сериозна причина не доаѓа во црква 3 последователни недели, да биде отсечен од телото на црквата. Вау! 3 недели не се појавиш од црква без добро оправдание. Оправдание нема само во школа, деца, извинете. И во црква, како што гледам, од црквата има. И се ние тука не даваме, тоест оправдание, не бараме оправдание, али црквата во 6, 5 и 6 век до 7 век барала сериозно оправдание. Не знам дали имале доктори таму да им дадат оправдание. Но вели вака, кој без сериозна причина не доаѓа во црква 3 последователни недели, да биде отсечен од телото на црквата. Ете, толку важно била недела Сабајле за христијаните низ историјата. Писателот на Евреите пишува вака, Евреите 10, 24 25. И да бидеме внимателни еден кон друг, за да се поттикнуваме кон љубов и добри дела, не изостанувајќи од собранијата, да не изостануваме од собирањата кои ги имаме како црква, како што некои имаат обичај, туку да се поучуваме еден друг, и тоа во толку повеќе доколку гледате дека се приближува судниот ден. Судниот ден денеска е поблиско од тогаш кога е пишувано тоа. Кога писателот на Евреите го пишува тоа. Кои се искушенијата кои јас и ти, црквата, денес се соочуваме по прашање на тоа да бидеме тоа што сме повикани да бидеме? Кои се искушенијата кои доаѓаат на наша адреса? Постојана секојдневна кои ги имаме, со кои се соочуваме за да не бидеме црква? Кои се тие искушенија кои го предизвикуваат тој христијански живот во нас? Сега каде што живееме, не сме во прогонство, не се криеме. И нашиот живот не е во опасност. Некаде во светот, делови од Африка, Азија па Јужна Америка,
Црквата се крие, бидејќи е во сериозно прогонство. Ние може да кажеме подобро, ако живеем стварно христијански живот, тоа е тешко, затоа што понекогаш треба да живееш наспроти теченијата на водата, онака светот кај што се движи, сите се лоши, и ако ти не си лош, ако ти си добар, е проблем. Тоа е големо искушение. Јас ќе кажам да, така е. Но не е поголемо искушение од тоа да секоја недела и секој ден животот реално да ти биде во опасност. Затоа што само се христијани. Има многу делови од светот каде што тоа е вистина. Некои поединци од нас почувствувале отпор од дома, од пријатели за верата, но тоа не е ни близко до она што црквата на некој место го трпи секојдневно. Нашиот најголем непријател и искушение не верувам дека е прогонството. Еве, ќе бидеме искрени. Живееме во реално окей општество. Сметам дека има еден друг аспект кој можеби и не го забележуваме. Во контекстот на удобноста, на правата кои ние ги уживаме и за кои се бориме постојано, на изобилието во кое живееме, црквата во таквиот контекст ќе се бори со еден аспект. А тоа е индиферентноста. Индиферентноста е опасна. Вистинскиот пријател, аз верувам дека христијанинот во животот е индиферентноста. Све сум слушнал, све сум разбрал, све сум искусил и веќе некако па не ме како да кажам, не ме дира ништо. Што и да слушам некако не ме трогнува, не ме предизвикува нешто да направам во животот. Најстрашната состојба на црквата е според мене и индиферентност. И индиферентноста може да биде поопасна од самото прогонство. А како изгледа индиферентноста? Тоа не е нешто ново, тоа отприлика изгледа вака. Исус во еден од тие говори, во една од тие проповеди кои ги има, тој опишува индиферентноста на следниот начин. Го гледа општеството во кое тој живее Исус, гледа кај се наоѓа неговиот народ, го гледа храмот, ги гледа сите тие редици и редици на свештенства, на првосвештенства, на управители, на религиозни водачи, од се имало тогаш. Исус го гледа тоа општество, го гледа сето ова и вели вака. Во Матеј 11 глава 16 до 19 вели вака. А со кого да го споредам овој род? Ова генерација. Вика, тој личи на деца што седат по пазариштата, па довикуваат на своите другари и велат: ви свиравме и не игравте. Ви пеевме жални песни и не плачевте. Вели Исус, зашто дојде Јован, кој не јаде, ниту пие, а тие велат: демон има во него. Дојде Синот човечки, се мисли за себе си Исус, кој јаде и пие, и велат: еве човек, ненаситен и пијаница, пријател на цариници и грешници. Но мудроста се оправда преку своите дела. Исус вели вака: кој да дојде сега, на вас нема да ви чини. Кој да дојде? Кој да застане пред вас? Кој да го проповеда сега, нема да ви чини. Вели, дојде Јован, кој постеше, кој беше како монах и така натаму. Викате, овој има демон, ви каков е човече, покриен со камелски влакна, јаде скакулци, цело време нешто пости, што да ти кажам. Вели, дојдов јас, кој јадам и пијам, кој се дружам со народот, ви видите го, овој пијаница, ненаситен, со сите се дружи. Вели, ништо нема да ви чини. Израелците во тој момент, барем во тој момент, не беа идолопоклоници како во историјата. Храмот беше обновен, храмската пракса беше обновена, свештенството имаше посебен статус, израелците уживаа посебни права во контекст на Римското царство. Не беше се сјајно, но израелците, за разлика од другите народи, си имаа своја територија, па има и свој цар во контекст на друго царство. Не можам да ви кажам каков оксиморон е тоа. Во едно царство не може да има два цара. Не постои такво нешто. Монархијата е апсолутна власт. Или постои еден цар, ако се појави потенцијал за друг цар, другиот не смее да постои. Израелците имаат таа привилегија во контекст на Римското царство, во контекст на тоа царство да имаат свој цар, да си имаат своје царство. Беа своји на своето на некој начин.
Но тие беа индиферентни кон Божјото делување, кон Божјата објава. Всушност, нивната индиферентност одеше до толку што не го препознаа ни самиот Бог кој дојде помеѓу нив. Дојде Бог помеѓу нив, ти не го препознаа. Ти беа толку индиферентни. Толку беа запослени со тоа што колку треба да се прави, што треба да се прави, што ни следува на нас, зашто треба да се бориме, што доаѓа Бог со неважната порака, со неважната мисија која постои во овој свет, ти не го препознаа. Тоа е опасноста од духовната млакост и индиферентност. Тоа е предупредувањето кое Исус го имаше кон црквата во Лаодикеја, кои беа млаки, кои ништо не ги дираше. Во време на комфорт и во време на удобност се појавува таа индиферентност. Уживајќи ги сите права и слободи кои ни се дадени од Бог, ние несвесно почнуваме да бараме слобода и одврзаноста кон Бог. Кога почнуваш да се бориш за некаква слобода и тоа ти е онака цел сама по себе, ти почнуваш да се бориш слобода од се. Почнуваш како тинејџер слобода од родители или од школа, не знам што ти е поважно. Слобода од тоа. Да се ослободам од тие работи. Кога ќе дојде летово, дишеш поубаво. После се бориш за слобода од една, од друга, од трета работа. На крајот се бориш за слободата од самиот Бог. Почнуваме несвесно се бориме од врзаноста кон Бог и ослободување од одговорноста која тој ти ја дава на неговите деца на земјата. Мисијата која Бог ја доверува на својата црква се припишува некако на професионалците. Тие што се платени. Живко е платен, он е платен да врши Божјата мисија, ние сите други сме во категорија на, да употребен црковен термин, кој не ми се допаѓа, мирјани. Ние сме сите мирјани. Или животот се дели на ова што во историјата се нарекува вита актива и вита суперлатива. Суперактива. Живко е вита суперактива затоа што неговата работа се бави со духовноста, а ние сме вита актива, ние сме обичниот народ, ние немаме никаква мисија, никаква одговорност од црквата. Јас познавам христијани кои во раната фаза на нивниот христијански живот во никој случај не испуштаа ниту една недела. Го знам тој прв жар. Јас сум го имал тој прв жар. Јас познаваш Божјата радост, ја доживуваш Божјата слобода, онака исполнет си со Божјиот оган на некој начин и ти не сакаш за ништо во овој свет да испуштиш ниту еден Божи збор, ниту едно Божје делување, сакаш да си тука 24/7. Знам тој жар. Луѓе доаѓаат и се влезени во тој живот. Ти бе спремни да служат во било кој контекст на Бог и на неговото семејство. Што и да гледаш, тие луѓе се, да, тука се, што и да треба да се прави. Тука се тие луѓе, спремни да служат во било кој контекст. Не ги интересира ништо друго. Тука се да бидат и да служат. Но штета, некои луѓе го прераснаа тој период. Пораснаа доволно да си кажа, па добро сега, не се занесувам толку. Јас знам дека некои мои колеги, кои ќе ми видат мене, како ќе кажат млад пастор, ама веќе не сум толку млад, како и да е, каже, па добро, на времето ние бевме толку онака, као имавме многу голем жар, зборам за пастори. Сега знаеш ово, оно ќе го прерасне што јас викам, па слушај, ја не ќе да го прераснам тоа. Тоест, ја не ќе сум како тебе, искрено ти кажам сега, супер, ама ја не ќе да дојдам на твое. Не сакам да дојдам, не ќе твоето искуство да биде моје искуство. Не сакам. Јас сакам жарот кој го имам за Бог, за служење, да го следам Господ во секој еден аспект во мојот живот, до крајот на мојот живот, тој жар само да расте. Таа предаденост да расте повеќе. Да не го прераснеме на тој момент, да не станам grown-up, возрасен во контекст на неслужење, во контекст на немање жар за Бог. Не сакам. Сега, пораснати некои христијани доволно во верата и не мора да присуствуваат дури на секоја неделна богослужба. Едноставно не мора да бидат тука. Они се веќе доволно пораснати. Воопшто не поставаме прашање, а чека, што значи тоа ако јас не одам во недела сапај? Како влијае тоа на мојот живот? Обично на луѓе кои, кажам вака, луѓе кои излегле од црква, многу ретко луѓе излегуваат од црква затоа што убиле човек или ограбиле банка. Многу ретко.
Многу ретко се може да кажем овој човек веќе не е во црква, не е христијанин, затоа што го би човек. Ама многу луѓе не се сега во црква затоа што пополека жарот умира, пополека едноставно не сака да служат, го прераснуваат тој период на оган внатре во нив. Служењето во црква се сведува на, ако имам време, учествувањето во мисијата и активностите на црквата е многу неволно и некако се останато има приоритет пред градењето на заедништвото со Бог и неговото семејство на земјата. Заради погрешно разбирање концептот на слобода во Христа, ние запаѓаме во неред и недисциплина, лично во духовниот живот, не како црква. Како резултат на тоа стануваме млакави и се друго што набројав погоре. Има многу важен аспект кој во писмото мораме да го разбереме, да го видиме и да го разбереме. Во Ефесијаните 6 глава христијанинот е опишан како војник кој треба да се препаша со целото Божјо оружје. На што ве асоцира војник, кој кажам војник? На што ве асоцира тоа? Апостол Павле, јас верувам дека не го зима тој збор колку само нешто да каже. Тој го зима тој термин со причина, кој ви каже Христов војник. На што ве асоцира војникот? Борба. На што друго ве асоцира? Би требало да не асоцира на дисциплина, на послушност. Сите тие аспекти се дел од христијанскиот живот, многу важни аспекти. Кога апостол Павле во Коринтијаните и писателот во Евреите, христијанинот го опишуваат како оној кој трча трката. За некој да трча една трка, еве се ова недела со еден пријател се слушав, сака да го трча полумаратонот, скопскиот полумаратон. И вели го повредив колкот. И вели, ако сега последниот месец пред маратонот не трчам, јас не можам да го истрчам маратонот. Значи, кој ќе кажеме тркач, кој ќе кажеме спортист, на што е потсека тоа? Пак на некаква дисциплина, некаква посветеност, некаква борба до самиот крај. До вистинската слобода се доаѓа само преку дисциплина. Може би тоа звучи малку чудно, но до вистинската слобода се доаѓа само преку дисциплина. Ја обично го земам примерот за Меси. Меси може да биде Меси, да прави што сака со топката, само ако тој е дисциплиниран до крај, да може тој талент кој го има да го обработи до крај. Од безличност и без форма до слобода не се доаѓа. Вели писателот на Евреите, некои имаат обичај да ги напуштат собирите, да не доаѓаат. Ја ќе ви кажам вака, во црквата, во христијанскиот живот, во христијанскиот карактер, се почнува со недела Сабајле, како што е била првата недела со Марија Магдалена, како што била за времето на Пентекост, се почнува со недела Сабајле. Со недела Сабајле. Недела Сабајле е најосновниот тест, најосновниот момент во кој ние сме повикани да припаѓаме. Се почнува од недела Сабајле. Недела Сабајле е важниот прв аспект на тоа да бидеме во Божјото семејство и активно да го исчекуваме Христос да се врати помеѓу нас. Недела Сабајле е важен аспект на Божјата објава, дадена за секое локално семејство. Зборот проповедан секоја недела во оваа локална црква, верувам дека е Божјо провидение за оваа локална црква. Секоја недела Сабајле, за секоја недела Сабајле додека го спремам проповедата, јас се молам Господ да го даде зборот за оваа локална црква. Ја не би сакал да проповедам за луѓе кои не се присутни тука. Јас сакам да проповедам на луѓето кои се овде, за оваа локална црква. Божјиот збор е провидение, е обезбеден благослов за оваа локална црква. Збор даден за мене и за тебе во овој контекст, во оваа време и за оваа заедништво. Честото отсуство од недела Сабајле предизвикува, сега ви кажам што предизвикува. Честата отсутност од недела Сабајле предизвикува неусогласеност, несовпаѓање и дисбаланс во правецот во кој црквата ќе оди. Не мора да одам далеко, во едно семејство. Ако еден човек, ако е 4 члена во семејство, еден од семејството, ако го нема никаде,
ако воопшто не комуницира со останатите дел од семејството, ако не јадете заедно, ако не разговарате заедно, ако не планирате заедно, колку тоа семејство можеме да кажеме дека стои заедно? Нема согласеност. Нема правец кој можеме ние да го фатиме и да одиме до крај заедно. Неусогласеност доаѓа тогаш кога не сме присутни, тогаш кога Господ не повикува. Проповедта е важен аспект од животот на црквата. Јас сум, како да кажам, ортодоксен верник, не ортодоксен стил православен, туку многу изворен верник на неделната проповед. Неделната проповед е многу важен аспект за животот на црквата, оно што Господ сака да го каже на одредено локално семејство. Црквата се води според објавата Божја која Бог верно ја дава секој неделно утро. Јас верувам дека Бог е многу верен секој недел сабајле. Дури ние да бидеме недисциплинирани, Бог е верен да ни даде збор кој е за нас. Објавата Божја е предуслов за правецата мисијата која завзема црквата. Бог се објавува и затоа ние одиме на некаде. Проповедта, освен поуките и практичните совети, е важен аспект на тоа каде оди црквата како правец, како семејство. Што е оно во кое Господ нас не повикува сега оваа сезона? Не некои генерички пораки во кои треба да бидеме добри, треба да се сакаме. Ако тоа не го знаеме до сега, јас 100 пати да го кажам, тоа исто ти се ваќа. Ако не знаеме дека треба да бидеме добри да се сакаме, ја тоа може да го кажам 100 пати генерички, нема да има никаква сила. Иако тоа е вистина, нема да има сила. Но Бог според неговото провидение секоја недела, секоја сезона, за секоја локална црква има нешто, некој дар, некој повик, во некаква мисија која тој ја има замислено. Да не дојдеме, еден голем страв кој јас го имам како црква е да не дојдеме во позиција на Тома. Чие отсуство од заедништвото со апостолите, заради тоа отсуство, затоа што го немаше тогаш, кога Исус се појави, беше осиромашен од искуството да го види Господ воскреснат. И Тома на никој не веруваше, затоа го викаат неверен Тома. Ти му викаат, да го видовме Исус, да бе сте го видели Исус. Утре се бај. Ама го видовме. Додека ја не видам на рацете и оно ја не верувам толку. И знаете ли што? Неверниот Тома никој не можеше да го убеди. Ниедна проповед, ниедно толкување на некаква пророштво од Стариот Завет, ништо не можеше да го убеди Тома, освен да се сретне со Исус. Да бидеме заедно кога Исус се објавува, да бидеме на место каде што Исус се објавува, е многу важен аспект. Има еден стар теолог, за кој може би сте слушнале, се вика Јован Златоуст. Јован Златоуст е човек на црквата. Голем дел од тие црковни оци пишувале, сите биле свештеници, сите биле луѓе на црквата, некои биле малце покомплексни, пишувале малку пофилозофски. Јован Златоуст е човек на црквата. Тој кога пишува на црквата, кога пишува проповеди на црквата, тој се занимава со животот на црквата, со верата. И тој пишува многу за црквата. Искрен да бидам, кога пишував ова, кога препишав ти некои проповеди на Јован Златоуст, имав чувство дека човекот живее сега помеѓу нас. Такво чувство имам. И сикам, црквата изгледа од 5 век кога тој човек живее до сега се соочува со истите предизвици. Затоа што кога Јован Златоуст служи на црквата, црквата има и посебен статус. Црквата има, како да кажам, има удобност, има лагодна, има големи храмови, станува официјална религија во Римското царство. Јован Златоуст служи во добро време на црквата, на онака угодно време, лагодно време на црквата. Но тој приметува нешто многу важно кај црквата, кој сака да го адресира. И тој вели вака, ќе прочитам неколку параграфи од една од проповедите на Јован Златоуст. Вели вака, во црквата се зачувува радоста на оние што се радуваат. Во црквата не да сабаре доаѓаш, радоста ти е безбедна. Безбедна е овде кај Господ. Во црквата огорчените наоѓаат веселост, нажалените утеха, а обремените добиваат покој. Зашто во црквата се наоѓа Христос кој вели: дојдете кај мене сите вие што сте уморни и натоварени со проблеми, и јас ќе ви дадам одмор.
Има ли нешто пожелно од овој глас? Има ли нешто поважно, погладко, поубаво да се слушне од овој глас? Има ли нешто посладко од овој повик? На гозба не повикува Господ, кога не повикува во црква, кога не поттикнува да примиме одмор од нашите трудови, кога не префрла од состојба на болка во состојба на утеха и олеснување. Зашто тој не ослободува од тежината на нашите гревови и ја лекува секоја мака и тага, дарувајќи ни духовна наслада и радост. Стварно бил злато човекот. Злато излегува неговото уста. Има уште 3 параграфи кои сакам да ги прочитам. Слушнете го ова. Вели вака: и покрај се што рековме погоре, само малку луѓе одат во црква. Колку тажно. Сите со леснотија трчаат кон забави и веселби. Со задоволство ги слушаат безвредните зборови на пејачите. Со часови уживаат во срамните зборови на актерите, без да им досади. Но кога зборува с Бог, тие се прозеваат, се чешаат, ги фаќа главоболка. Тоа го пише Јован Златоуст. Повторно, мнозина трчаат во хиподромите за трки со коњи како безумни. Иако нема никакво покривало за да ги заштити гледачите од дожд, тие остануваат тамо дури кога врне пораен дожд и дува силен ветер. Не сметаат на лошо време, ниту на студ, ниту на далечина. Ништо не ги задржува дома. А кога треба да одат во црква, дури и мал дожд, им станува пречка. Ситна роса зароси, како беше таа македонска. Па ако ги прашаш христијаните, ти што едат од црква, кој е Амос, или Авдии, или колку пророци има и колку апостоли има, не можат ни уста да отворат. Но за неразумни работи, за популарни пејачи и актери, можат да кажат секакви детали. Каква состојба. Човекот е вџашен за каква е состојбата на црквата. И вели вака, и сепак, може би ќе речеш, тоа го имаше во видеото за најавата на оваа проповед. Може би ќе речеш дека сиромаштијата и потребата да се работи те спречува да одиш во црква. Но ниту ова извинување не е оправдано. Неделата има 7 дена. Бог ни даде 6 дена за нас, а остави само еден за себе. Зарем токму на овој единствен ден одбиваш да престанеш да работиш. Но зашто реков цел ден? Јас тоа го велам за да можеш барем на овој ден да направиш она што го направи вдовицата во Евангелието со своето милосрдно дело. Таа даде 2 лепти, 2 парички и доби многу благодат од Бога. И ти можеш да дадеш 2 часа на Бог. Оди во црква и ќе донесеш во твојот дом благослови за безброј денови. Ако пак не сакаш да направиш такво дело, размисли повторно, за да не се случи поради овој став да ја изгубиш наградата од многу годишниот труд. Кога Бог, ова е многу важно, кога Бог е презрен, тој знае како да ги расфрли парите што се стекнати со работа во недела. И он затоа индиректно се да каже, тој едниот ден од неделата, во кој Господ не поикува да се сретнеме, дали во тој ден Господ ќе го презреме? Пред 2 недели, или не знам колку беше, веќе бевме во Струмица кај моите, изборувавме за нивниот почеток во служба, пошто и татко ми е пастор во црква. Но тој почнал како трговец. Ранди 90-ти години откупувал бостан, не знам што е да, тоест лубеници и пиперки и земјоделски производи од Струмица и ги носи во Струга и таму ги продава со камион што го имаше. И вели одиме таму и понекогаш ќе не фати викенд, пошто не сме продале све. И татко ми вика, јас и мајка те одлучивме да не продаваме во недела. Значи, покриени се производите, се е покриено и не продаваме во недела. И вика сите што не знае, века, вие сте луди човече, зашто не продавате, зашто чекате? И татко ми вика, ние ќе се фатиме за рака, одиме во црква и не продаваме не работиме во недела. И вика, не се случи тоа нешто, се случи многу пати. Вика, понеделник сабајле доаѓа. Како сите, како никој друг да не постои на пазарот, освен ние. Или сите вака доаѓаат и има моменти вика ја покачив цената. На сите производи кај мене се повисока цена. Сите луѓе доаѓаат, купуваат од нас, вика толку многу,
што кај другите нема никој и вели толку луѓе купува од нас што другите пазарџи видоа што е работа, вика ги оставија нивните тезги, дојда на нас да ни помогнат да го продадеме нашето, за да можат луѓето да дојдат и кај нив. И вика, за неколку сати све што имавме продадено. И си отидовме дома. И вели тоа се случи неколку пати. Може да каже подобро случајност. Били Греем вика, кога се молам, случајности се случуваат, кога не се молам, случајности не се случуваат. Дали имаме вера? Тоа време кое треба да го посветиме на Бог. Дека Бог ќе го вреднува тоа. Дали имаме вера? Тоа е, според мене, не е прашање на распоред, туку прашање на вера. Не е прашање на зафатеност, не е прашање на ресурси, не е прашање на што и да е, прашање е на вера. Дали имам вера? Дека она што малку го вложувам, почнувајќи од недела сабајле, зборувам недела сабајле затоа што тоа е минимумот за христијанскиот живот. Тоа не е максимум. Недела сабајле не е некоја цел која ние се обидуваме да достигнеме. Тоа е минимумот за да се припаѓа во некое семејство. Еднаш недела да се видиме, да се сретнеме со Бог, да се сретнеме едни со други. Дали имам вера? Дека таа жртва, дека тој ден, дека тие 2 сати тука, ако дојдам со отворено срце, ако дојдам со отвореност, дека Господ мене таа недела ќе ми зборува. Дали имам вера? На тоа се сведува. Не распоред, дали имам вера. Што е лекот? Кој е решението? Кога црквата во Ефес се нашла во една незавидна ситуација, тоа го читаме во Откровение 2 глава, кога Исус праќа писмо до 7 цркви во Мала Азија. Црквата во Ефес, Исус вели там, вака, супер сте, теолошки стоите како што треба, ги испитавте лажните апостоли и ги откривте дека не се вистински, дека се лажни. Тоа без Facebook, без Google е многу тешко, но тие успеале. Ги откриле тие што не се вистински апостоли, се држале, служеле, сте правеле, но Исус имаше една замерка за таа црква. Замерката беше дека ја оставиле првата љубов. Враќањето на првата љубов кон Исус е најважниот профчекор. Не постои ништо друго. Дали сега се бори со индиферентност? Дали сега ти е сеедно за што станува збор? Дали сега ти е сеедно какво искуство има? Дали сега ти е сеедно за се по прашање на црквата? Ќе ти кажам, врати се на првата љубов. Сети се. Исус вели, еден грчки збор пишува таму, вика, мнемонува. Сети се од каде дојде. Сети се кој беше. Сети се кога те стретнав во твоето најлошо сето. Сети се на тоа кога јас ти искажав љубов. Сети се на тоа. Дојди на тоа место каде што јас тебе те сретнав. Враќањето на првата љубов кон Исус е најважниот првчекор кој постои. Враќањето на првата љубов ќе значи враќање во тоа присуство кое Господ не повикува. Враќање на љубов кон заедницата во која припаѓаме. Веќе таа историја која ние понекогаш ја градиме, знаете, негативна историја од црквата. Ние сме луѓе, понекогаш нема се разбереме, ќе се замериме понекогаш, ќе нема се разбереме, па ќе имаме очекувања кои не се задоволени и така натаму. Враќањето на првата љубов кон Христос, сето тоа го фрла во вода. Затоа што знам дека како што овој што е до мене, кој му имам замерено, како што тој не е совршен, така сум несовршен и јас. Важно е да стоиме во љубовта на нашиот Господ Исус Христос. Враќањето на првата љубов ќе значи враќање во присуството Божјо, враќањето во љубов кон заедницата, враќањето кон љубовта на собирањата, недела сабајле, нема што да биде нешто леле сега кој ќе одиме, дај да не касниме многу, тоа ќе биде со радост. Сакам да ги видам моите браќи и сестри. Сакам да ја видам мојата заедница. Сакам да го видам моето духовно семејство. Господ ќе вроди љубов и за активностите кои црквата ги има, за мисијата, за работите кои ги правиме тука. Нема тоа да биде нешто кое мене ќе ми биде тешко аз да го правам. Со задоволство ќе сакам да правам нешто. Ќе бидам среќен што ме е доверена на некаква одговорност.
било каква, да служам на некој начин. Затоа што служејќи на луѓето околу мене, јас му служам и на Бог. Со се што имам. Во тоа сме повикани, во такво враќање. Враќањето на љубовта кон мисијата, кон радосната вест. Она што Господ го ставил во твоето срце, тоа што Господ го направил за тебе, како што било на почетокот, ќе сакаш и сега да го кажеш на сите околу тебе. Затоа што тоа е радосната вест која светот очекува да ја слушне. Многу е жеден да ја слушне таа радосна вест. И се што Исус има оставено на црквата, ќе го сакаме, ќе го уживаме, и ќе го чуваме, и ќе се радуваме за сето тоа. Но Исус, како еден тест за секој еден од нас, кој му оставено токму овој текст кој сега ќе го прочита. Исус вели вака: не собирате богатства на земјата, каде што ги јаде молецот и регјата, каде што крадците ги подкупуваат и крадат, но собирате си богатства на небото. Дали собираме ние богатства за небото? Дали собираме? Каде што ни молец, ниту регје ги јаде, каде што крадци не ги подкупуваат, ниту крадат. Зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Исус не вели таму каде што е срцето твое, таму е богатството твое. Не. Таму каде што е богатството твое, таму ќе биде и срцето твое. Ние во 21 век ги имаме помешано малце работи. Мислиме дека срцето води, а ние само го следиме. Всушност, срцето не следи нас. Каде што е богатството твое, таму ќе биде срцето твое. За таа порака ќе слушаме малку повеќе следната недела. Или ќе зборуваме токму за богатствата кои ние ги акумулираме. Или еден збор кој ќе користам следната недела, ќе зборуваме за апетитите. Сите имаме апетит за нешто. И апетитот има страшен потенцијал. Страшен потенцијал. Ќе слушаме следната недела малку повеќе за таа работа. До следната недела вратете се на првата љубов кон Господ Исус Христос. Вратете се. Само така ќе се вратиме во заедништвото со Него, со Неговата црква, со Неговата мисија и се што е значено во овој свет. Ги се молиме за крај. Татко наш небесен, доаѓаме, Господи Боже мој, кај Тебе. Доаѓаме такви какви што сме. Доаѓаме со очекување, Господи, дека Ти ќе бидеш со нас, дека Ти ќе не водиш, дека ќе не благословиш и дека Ти ќе ни зборуваш, Господи. Оче мој, учени сме понекогаш по Твојот мир, по Твојата љубов, Господи. Понекогаш сме заглавени во нашите пресметки, во нашите наративи. Господи, потребен си ни Ти за еден рестарт во животот, Господи. Има потреба од Твоето делување, од Твоите зборови. Јас сега Те молам, Боже ми, по Твојата благодат и по Твоето провидение. Сретни не таму каде што се наоѓаме. Сретни не, Господи Боже мој. Подсети не на првата љубов која сме имале према Тебе. Те молам, Господи, никогаш да не ја надраснеме таа љубов. Секогаш да престојуваме во Твојата љубов. Нека таа љубов кон Тебе и Твоето семејство да на земјата вроди радост во нашите срца. Радост која ќе се отсликува преку нашите лица, преку нашите дела, преку нашите зборови. Се оставаме, Господи, во Твоите раце. Амен. Амин.